Здраво на сите и добро дојдовте во уште еден Семос Едукас. Денес имаме една многу интересна тема на која што ќе дискутираме, а тоа е софтвер тестирање, една од најбрзо растичките професии во IT индустријата. Наш денешен гостин е Фисник Дока. Здраво, Фисник. Здраво, здраво. Како си? Па, добар. Добро, драго ми е. Значи, вие сте тренер на официјалната академија Automation Software Tester. Вие сте софтвер и клауд архитект со повеќе годишно работно искуство со Microsoft технологии и софтвер тестинг на проекти од различни индустрии. ISTQB Certified Trainer и Microsoft Certified Trainer и сте дел од тимот на Семос Едукација веќе долги 9 години. Вие сте учесник и говорник на повеќе глобални технолошки конференции, настани и исто така сте доктор по техничко-технолошки науки и специјалност компјутерски науки и инженерство. Па не е ова малку. Да, точно, тоа е резултат на малку спиење, повеќе работа, меѓутоа се постигнува се со желба и со Да. Дали може да ни раскажеш нешто повеќе за оваа професија? Што е софтвер тестер и која е неговата улога? Дали може да ни доловиш и како изгледа еден ден на еден софтвер тестер? Да, како прво, ние веќе во секојдневието се соочуваме и во скоро секој момент имаме некој вид на софтвер со кој работиме или не следи. Почнувајќи од нашиот мобилен телефон, па излегуваме реално на автомобил и таму имаме доста софтвер внатре. И сега, значи, имаме полно софтвери околу нас. Целта е овие софтвери да се квалитетни, веродостојни, да имаме доверба во нив и да немаат пропусти со кои би направиле, да кажеме, нешто поголемо. За таа цел, за да имаме цела оваа доверба и да имаме сигурност дека сите овие системи работат како што треба, потребно е детално тестирање на овие системи. Сега ова тестирање зависи од областа на софтверот, колку ризичен е тој софтвер, толку многу се прави тестирање и веќе тој софтвер кога ќе е на продукција или да кажеме за широка употреба, тогаш ќе имаме доверба во него, ќе се ја заврши работата, ќе нема ризик за корисниците, за IT компанијата и така, значи, ова е како главна цел и главна дејност зошто постојат тестерите. Да. Колку е важно софтверското тестирање во обезбедувањето на квалитет, доверливост и функционалност на софтверот и со какви предизвици би се соочиле сите оние кои што планираат дека во иднина нели да градат кариера во оваа област? Да, како прво ние да кажеме за менаџментот, тоа што го објаснуваме е дека за IT компаниите, ако вработат тестери во нивните IT компании, ризикот ќе го намалат и ќе плаќаат тестери, да кажеме, во нивната компанија и со тоа во тој прв почетен временски период, ако се откријат багови, ќе се поправаат и тие багови реално ќе коштаат колку платите, да кажеме, на тестерите. Меѓутоа, тие багови ако ќе се откријат покасно, кога системот ќе е во продукција, значи штетата или изгубените пари и репутацијата, тоа експоненцијално расте, за компанијата ќе кошта многу. За таа цел компаниите инвестираат во тестери со цел, да кажеме, да спијат помирно. И тоа е многу, да кажеме, битна работа за менаџментот. Додека ако зборуваме за луѓе кои не се IT или за луѓе кои имаат желба како да станат тестери, како најглавно оружје или најглавно нешто е да имаат логика. Бидејќи тестерот во ваквиот случај ќе тестира како обичен корисник, ќе тестира како нас, меѓутоа ќе треба да ги покрива сите варијанти, сите можности со цел да се осигура дека ќе нема пропусти како корисници, значи понатаму. Да. Затоа, значи, не е битно за новите, за идни тестери, не е битно колку тие имаат знаење во IT индустријата, да не кажеме во програмирање. Целта е да имаат здрава логика. Пример, утре може да се случи да тестираме софтвер за банки. Сме имале случај што сме имале слушатели, луѓе што работеле во банки. Епа тие ќе се на повисок степен со знаење за тестирање таква апликација, отколку некој девелопер кој работел 20 години. Значи, многу е целта таа почетна позиција. Ако имаме девелопер со 20 години искуство, тестер со 1 година искуство, ако тестерот има знаење за таа област, тој ќе биде многу паметен, ќе тестира многу добро, а девелоперот нема да кажеме, нема идеја за тоа нешто за финанси, пример, харти од вредност или нешто што прв пат ќе слушне, ќе програмира со слепи очи и тука тестерот е многу во предност. Значи, битно е логиката и знаењето на областа. Тоа е примарно. Другите IT работи доаѓаат со времето и тоа е секундарно.
Да, како што веќе напоменавме, софтвер тестер е веќе барано во глобални рамки, така. Колку типови на тестирање постојат? Да, како прво морам да објаснам дека кај нас во Македонија со ова, да кажеме, професија е повеќе почнато од 2016 година и тука морам да кажам дека сме биле како први ние од СЕМОС. Реално јас сум меѓу првите тука сертифициран и само кај мене во овие ISTQB курсеви поминале над 2000 слушатели. Па тоа е импресивна бројка. Да, за овие 7 години. И тогаш тестери можеби се броја онака на прсти, сега има многу. Експанзија. Да, значи тоа е дека можам да кажам онака со гордост дека ние сме влијаеле и сме произведеле многу тестери кај нас тука во државата, што е многу битен дел, додека ако зборуваме за тестирање кај нас во главно имаме мануелно, во IT индустријата, мануелно и автоматско тестирање, каде поголем број актуелно се мануелни тестери. Мануелен тестер се мисли како обичен корисник клика, тестира и потоа известува за пропусти, за багови, додека автоматски тестери се барат и тоа доста во подел. Моментално помала бројка, можеби 10 до 20% се автоматски тестери и целта е наместо мануелно кликање, некој ќе програмира и наместо човек да клика секој ден, само си пушта тестови кои се веќе програмирани во некој програмски јазик и потоа чекаме за резултати, значи може да одиме на кафе пауза, некаде друго, утре дента имаме или по некој момент имаме готови резултати. Да. Кои алатки и техники најчесто ги користи еден софтвер тестер? Да, имаме значи во различни моменти различни алатки. Како прво почнуваме со одделот прибирање на барање или барањата. Барањата ни стигнуваат во различни, да кажеме, различни верзии. Најчесто ни стигнуваат во user storија и веќе од тој момент тестерите почнуваат како најкористени алатки. Тука имаме Azure DevOps, Jira-та, тука ни стигнуваат најчесто барањата, па потоа се почнува со пишување, да кажеме, на тест дизајн, пишување тест кейсови, извршување. Има различни алатки, значи сето ова реално може да се направи во обичен Word, Excel. Меѓутоа како најмоćна алатка би ја кажал алатката Azure DevOps, што спаѓа во делот за Agile, Scrum, Planning, од таму се почнува, па потоа мануелно тестирање, пишување тестови, извршување резултати се цел тој дел. Пак би кажал највеќе Azure DevOps и Jira-та, тука овие се двете најглавни, има и 10 други помали алатки. Па потоа за да кажеме за pipelines или за автоматско извршување на тестови, пак тука е Azure DevOps, GitLab, други алатки. Значи овие се најчесто, додека за програмски јазици кај нас во овој регион највеќе се користи C# за автоматски тестови, во глобално ниво имаме и Java, Python, ги предаваме и тие зависно по потреба. Овие се како најчести, да кажеме, алатки, технологии за мануелно автоматско тестирање. Сега да зборуваме за посебни тестирања како load test, има други алатки бесплатни и што се плаќаат, ги демонстрираме и таквите алатки. Значи има поширок спектар и за секој нешто има поспецифично. Да, а на каков тип на проекти најчесто работат софтвер тестерите? Во кои индустрии се најчесто барани? Највеќе се работи за индустрии со повисок степен на ризик, како што имаме финансии, имаме, би кажале, се викавам област или контекст, медицина, каде што ризикот е висок. Имаме области како што се така ризични, воздухопловство, да кажеме, индустрија од кои би имале највеќе ризик. Се работи за големи проекти, значи не за обичен вебсайт кој ќе трае 2 недели, месец дена, туку за подолги проекти, каде што има висок ризик и би кажала се покриваат скоро сите индустрии, ама зборуваме за поголеми проекти минимум 3 месеци. Ако е некој помал проект ќе се тестира кратко и тоа не е баш некој голем обем на тестирање. Да. Сега, кои знаења и виштини се потребни за започнување на кариера во оваа област и дали се потребни некои претходни предзнаења? Да, морам да кажам дека од овие 2000 слушатели што поминале само кај мене, околу 80% биле луѓе со не IT вештини. И оваа информација за охрабрување за тие што не се IT и немале допирни точки со IT, дека тестер реално е како онака
најлесна професија за почнување во IT. Сме имале случаи, почнале тестери мануелни, автоматски, па поминале и девелопери. Значи и тоа е возможно. Како вештини што се најпотребни, како што и спомнав пред малку, логиката, здрава логика, тоа е најмоćно оружје, и потоа да се има некој предзнање како работи вебот, да се има користење некои апликации што веќе секој од нас ги има. Другото потоа доаѓаат кај нас нормално и ги продолжуваме тие вештини на подлабоко ниво, ги структурираме со знаење и за целта е веќе кога тие ќе излезат на пазар, да не знаат од каде да почнат, да не се онака целосно напуштени, туку да знаат дека сум тука, дека нареден чекор е ова, и со тоа се подготвени да се снајдат каде и да се. И сега многу луѓе не ја знаат разликата помеѓу quality assurance и software тестер. Да. Ќе може ли малку подетално да ги објасниш? И доста збунки има со овие два поими реално, и кога има огласи за вработување, доста компаниите се влијаат од нивниот, да кажам, регистар на позиции, би го нарекол, каде што некој објавува конкурс за quality assurance, некој за software тестер. Реално за новите тестери некако го гледаат тоа како многу слично нешто, или како да не кажем исто нешто, бидејќи највеќе зависи компаниите какви позиции имат. Сега што ќе работат, тоа е пак повеќе тестирање. За најлесно да го објаснам сето ова, би кажал како јас, ако почнам да направам некоја пица онака, ќе биде многу невкусно, многу лошо. И меѓутоа јас потоа, ако отварам Google, ќе пребарам детално некоја рецепта, и ако се водам според таа рецепта, ќе биде, кога ќе се тестира, многу повкусна. Значи целта е quality assurance е нешто пошироко, каде тестирањето е внатре големиот дел. Quality assurance реално се занимава со процедури за поквалитетен софтвер. Значи quality assurance се мисли од девелопментот, кога ќе се развива, да има процедури, да има редослед, да се пазат работи, па кога ќе дојде и тестирањето веќе, значи на пошироко се мисли, и да целта е квалитетот, да се пази на квалитетот. Додека тестирањето е главниот дел, се мисли на проактив, тестираме, поправаме, тоа е идејата. Значи quality assurance пошироко, тестинг внатре е главното. И quality assurance е тестинг плюс, би кажале, процедурите за поквалитетно нешто. Сега, што издвојува Академијата на СЕМОС едукација и што ја прави поразлична од другите? И како таа создава една погодна средина за учење на младите студенти? Да, како што веќе испомнавме, ние сме и првите на пазарот. Сега, освен првите, јас почнувајќи од себе, јас пред да почнам во овие води, јас сум имам актуелни над 30 сертификати од Microsoft и многу други работи, што се многу потешки, покомплексни од софтвер тестирањето. Ние, значи, сме биле, јас, колегите, сме биле и сме во, да кажеме, во овие покомплексни работи, сме ги допрале сите делови од развојот на софтверот, и веќе сме тука кај тестирањето, имајќи голема слика, имајќи детално знаење за софтверот. Значи, тоа е како прво најмоćно во СЕМОС. Тренерите се многу искусни, со искуство не само тестинг, туку многу повеќе од тоа. Како второ, се водиме според официјални материјали, официјални курсеви, значи материјалот што се учи кај нас за ISTQB, за HTML, за C# е официјален низ цел свет. Значи ISTQB, Foundation, Agile, тие се книги низ цел свет исти, па имаме потоа од Microsoft курсевите за HTML, CSS, за C#, кои се низ цел свет исти, значи се од Microsoft, на слушателите им се дава пристап до лабовите 6 месеци, значи имат виртуелни машини, се инсталирано според вежби од Microsoft, и потоа го имаме курсот Selenium, кој сме го прилагодиле, кастомизирале, да биде што поблизок до пазарот, и потоа вежбите кои се таму се реални, што се прават исти на пазарот. Реално тој курс што е последниот е близок до реалноста во пазарот, со тоа што како завршите тој курс и веќе се спремни за во реалноста. Да. Значи, што може да очекуваат сите оние кои сакаат да се запишат баш на оваа академија? Што е тоа што ќе го добијат од неа? Да, како прво, тие прво да имаат желба, другото се остава на нас, ние ги водиме се. Како прво ќе добијат квалитетни предавања, реални проблеми, реални случаи што би ги очекувале или што се случиле, реално искуство, реални задачи, реални проекти, ќе добиват само доверба многу во тоа што да го научат.
ќе добиваат, да кажеме, искуство да се сретнат со било каков вид на, да кажеме, софтвер и плюс знаењето, тоа веќе квалитетно знаење се подразбира. Значи целата имаме традиција, имаме искуство и го продолжуваме тоа, што не разликува многу од сите останати. Да. Сега, дали по завршувањето на академијата студентите го имаат потребното знаење за промена на кариера во софтвер тестер? Да, тоа е ние и главна цел, да ги спремаме за во реалноста. Како што ги спомнав, значи овие нашите курсеви, првиот курс што е за foundation level, тој им дава целосна слика за тестер, за мануелен тестер. И реално таа материја може да се користи во реалниот живот. Значи не подготвува за план Е, план Б, да покриеме работи, да имаме структура, да знаеме што е почеток крај. И реално е многу вреден курс, малку потеоретски курс, каде што правиме вежби, почнувајќи вежби на хартија, во Azure DevOps, многу вредна логика, цела слика ни го дава тој прв курс ISTQB Foundation Level. Потоа во вториот курс кој е ISTQB Agile, тој ни дава знаење за тоа што е Agile, што е Scrum и како да работиме во агилни околини, бидејќи скоро сите компании во светот и кај нас работат по таков принцип на водење на проекти. И овој втор курс, освен за тестери, реално ги подготвува и за бизнис аналисти. Утре некој може да работи и како бизнис аналист, бидејќи ја знае цела слика и знае тие алатки. Потоа наредниот курс што е HTML, CSS, тој ги спрема за веб девелопмент. Да знаат, да читаат и пишуваат ако треба HTML, CSS и малку JavaScript. Со тоа ќе ја знаат азбуката на вебот, како работи вебот и тоа е плюс знаење. Потоа продолжуваме со делот C#. Реално тој курс е и за девелопери. Значи им дава знаење за програмирање, што ако некој ќе има, да кажеме, љубов со таа технологија, ќе може да продолжи по тоа. Да продолжи. Да, тоа е многу добро. И плюс ние C# го учиме реално за наредниот курс, последниот кој е Selenium. За автоматско тестирање, тие веќе претходно учеле програмирање и кога ќе треба да пишуваат автоматски тестови, веќе се спремни и продолжуваат по пописот. Значи ова се малку потехнолошки работи кои би ги очекувале нашите слушатели. Сега бидејќи имате навистина долгогодишно искуство, дали може да издвоите, да посочите некои студенти од кои што направиле навистина значаен кариерен раст? Да, сме имале многу примери и пред да кажам за примерите, морам да кажам дека според наши статистики на СЕМУС, вработување се вработиле над 70% од академиите. Според бројки што ги имаме од Агенцијата за вработување, тоа е над 50%, што бројките ни се тука блиску. Имаме доста примери и се вработуваат и во тек на академијата и по академијата. Тука мора да го спомнеме и кариерниот центар на СЕМУС едукација кој им помага, ги поврзува со компаниите. Како пример што го спомнам од претходна академија, имавме една млада би кажал имаше и дете бебе, неколку месечна, и ја посетуваше академијата, имаше скроз друга професија и по завршување на академијата, пела ми плюс бебе, таа се вработи, беше една од најдобрите во групата, веднаш се вработи во Скопје и веќе смени 2-3 компании. Така да тоа ми е најпогоден пример, инаку имаме доста други примери од луѓе од не IT професии што почнале да работат во IT индустријата. Значи ова ми беше онака посебен малку, бидејќи знам колку е тешко и плюс со бебе. Па да, и да смениш професија и мислам правен факултет може би имаше, скроз друга професија. Да, супер. Сега Фистик, мене ме интересира што го потикна твојот интерес за да ти станеш ISTQB Certified Trainer? Да, како прво јас... Како почна твојата приказна? Да, јас кратко да се навратам на мојата приказна, завршив на електро, ИКИ, постдипломски на Финки и потоа јас увидов дека за индустријата треба повеќе технолошки работи, затоа прво почнав сам да учам. Да се сертифицирам и потоа станав Microsoft тренер. Зборуваме за многу по-професионални курсеви, по-тешки и по-комплексни. И веќе бев тренер Microsoft некои 3-4 години, активно со тоа и веќе потоа почнав со тестер. Кога почнав со тестер во 2016 година, со оваа област, реално имаше помалку информации, а јас веќе бев во тие води
ги знаев и ризиците, и така за да се намали ризикот на работата што ја правам, ме заинтересираше да пробам да видам ова како да произведувам помалку ризични работи, и тука беше таа прв чекор во ова, да кажем, во оваа област, и веќе кога почнав, потоа се сертифицирав и продолжив низ овој пат. Да, како изгледа еден твој слободен ден? Што е тоа што најмногу сакаш да го правиш? Слободен ден, ако зборуваме за слободни денови, малку потешки, меѓутоа тоа е за викенд, повеќе да потрошам време со семејството, и да не сум дома, да излегувам некаде. Да, добра, работен ден, како изгледа еден твој работен ден? Работен ден е малку подолг. Да, нема. Колку е тоа подолг? Па сега зависи, може зависи реално 8 часа и повеќе. Добро е, позитивна страна сега во денешно време е што се работи ремоут највеќе, и со тоа се намалува и времето потрошено, особено сообраќај и други работи, и тоа помага многу за штедување на време, користење за ефикасни работи. И со состаноци, особено на почеток на денот, потоа со работа, па особено ни помага календарот за организирање на денот на главна алатка. И сега дали можеш да ми извоиш некој проект на кој што се работел, кој што те направил многу среќен? Што ќе си го памтиш долго време? Да. Тоа се највеќе таквите проекти биле за финанси и особено за медицина. За медицина за време на ковидот, такви големи проекти за големи компании, американски компании, што реално им помагаат на луѓето, особено беше за време по ковид, би кажал, времето на вакцинирање. Значи сме биле соработка со такви големи компании што произведуваа и вакцини, и тоа мислам беше онака големо нешто, квалитетно нешто, под притисок, деќе времето беше онака битно. Тоа мислам беше повредно нешто, би кажал. А дали има некој проект што многу те изнервирал? Има такви проекти кога барањата не се јасни, има генерални барања, нема добри барања, нема документација, девелоперите тоа што го работат не го документираат, и тоа е хаотично и стресно. Да, супер. Ти благодарам многу, Фисник, јас навистина уживав во новите работи кои што ги дознав од тебе за софтвер тестинг. Фала за прашањата, за поканата и за овој подкаст.